Да. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговарам со една млада, би рекол, и талентирана писателка, Сладјана Војановска. Добро вечер и првото прашање ќе се однесува на вашите почетоци. Поточно, како започна вашата заинтересираност за книжевноста и што ве насочи кон компаративната книжевност како студиска определба? Повелете. Добро вечер. Мојата заинтересираност за книжевноста може би почна од љубовта кон читањето и желбата да ги разберам различните светови, идеи, човечките искуства, да ги пронајдам во приказните, во делата на авторите. Може би заинтересираноста почна од делата на Стале Попов, Живко Чинго, Кочо Рацин, бидејќи Кочо Рацин се викаше и основното училиште каде што завршив во општина Блатец, тогашно, сега е Виничко. Да, а тогаш исто кај беше? Тогаш бев исто во Блатец. Да. Само тогаш беше општина со повеќе жители. А така, тогаш беше самостојна општина. Да. Се разбравме, добро. Може би ме поттикна, бидејќи таму повеќе се обрнува внимание на човечката судбина, на реалната животна приказна. Подоцна со запознавањето на делата на Славко Јаневски, може би го потврди она што јас почнав веќе и да го пишувам, дека може да се експериментира во изразот. Компаративните студии понатака ме одведоа во друга насока, бидејќи таму може да се истражи историјата, културата, да се направи анализа на текстот во подлабоко, да се истражува, да се внесува експерименти. Добро, значи, ако се согласиме, а треба и мораме да се согласиме, дека писателот пишува пред се првенствено за себе си и за своето окружување, значи за ликовите и юнаците од неговото секојдневие, така и вие во Блатец сте и како дете сте ги наблюдувале сите случувања и сигурно сте мечтаеле тоа да го ставите на хартија, да го запишете. Тоа се вашите први книжевни поттици, но потоа доаѓате на филолошкиот факултет во Скопје, поточно претходно завршувате средно образование во Виница и доаѓате во Скопје на филолошкиот факултет. Сега моето прашање, и тука малку повеќе се задржиме, е во врска со студиите на филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Како тие го обликува, како го моделира вашиот поглед кон книжевноста? Зашто едно е теоријата, друго е праксисот, друго е праксата. И сигурно сте имале интересни, квалитетни професори и би сакал да се подсетите малку на тоа време, на вашите тогашни професори, но и на вашите колеги. Може би некои
од вашите тогашни колеги исто така се писатели. Па ајде малку да се задржиме на тој период кога вие студиравте овде во Скопје на Филолошкиот факултет, а немам ништо против ако сакате претходно да кажете нешто и за вашето гимназиско образование во Виница, можеби и таму сте имале професори кои што ве заинтересирале за книжевноста, кои што исто така ја зголемиле вашата љубов и посветеност кон творештвото. Точно, бидејќи почнав уште од рана возраст да се интересирам за пишаниот збор, тоа исто оставаше впечаток и во гимназиското образование. Таму исто обрнува внимание повеќе на книжевноста и давав како едно поголемо значење, како поголема важност, така да на компаративните студии веќе тргнав во тој дел повеќе подготвена, со претходни знаења, прецизно обрнав внимание на што точно сакам. Затоа ги одбрав компаративните студии. Компаративните студии таму ми овозможија подлабоко, посуштински да навлезам во содржината, да ги гледам на книжевноста, да ја гледам како едно отворено дело, каде што може интеркултурно да се гледа, интердисциплинарно, интермедијално. Така и да се компарира со книжевностите од окружувањето, од Европа, од светот, Балканот. Да, книжевноста со филмот, со науката, со фотографијата, со уметноста, со уметничката слика, со театарот, со музиката. Буквално книжевноста во секој поглед да навлегува и отворена за комуникација. Со колегите секако на тие теми најдовме, секој таму беше од љубовта кон книжевноста и не случајно, значи селектирани и навистина пријатели со кои колеги со кои комуницираме и сме до ден денес. Се согласувам, станува збор за љубопитност, но и за потреба. Книжевноста да се гледа интердисциплинарно, бидејќи книжевноста ја има, убаво пред малку предочивте, ја има и во филмот, преку филмското сценарио, ја има и во театарот, преку драмскиот текст, ја има и во музиката, исто така преку текстовите за музичките композиции, односно ја има секаде, буквално, и таа е интегрирана, таа е сплотена, таа е неразделно поврзана, и дури би рекол дека и нема толку многу резки граници и бариери меѓу уметностите. Сега да кажеме од една страна книжевноста или ликовната уметност или музиката, сите се тие поврзани. Но, кои професори во тој период, вака да издвоиме неколку на кои што се сеќавате на нивните предавања, ви оставија посебен впечаток? Или имаше ли уште некој колега, колешка од тој период која што со вас студираше, а сега и таа се наоѓа во овие книжевни писателски води? Така, ми оставија впечаток, точно, но најмногу ми оставија впечаток колегите кои пишуваат, но не го објавиле тоа пред јавноста. Нивните дела што ги пишуваат, што го создаваат, навистина се преубави и каде завршуваат тие? Кај нив дома, лично? Останува лично дома. Како дневник, како споменар, како архива. За жал. Мислам дека делото станува уметност кога ќе се представи пред публиката, кога ќе стане јавно. Кога ќе има конекција, интеракција со публиката. Да. Инаку сите се добри оратори со посветеност кон литературата. Дипломатски ми одговоривте, не спомнавте ни едно име, најверојатно за да не се замерите, да не заборавите некого. Во тој период вие работевте дипломска работа, инспирирана од филмот Догвил. Па еве едно прашање, за кое што и пред малку говоревте, како филмот и теоријата влијаат врз вашето пишување? Значи, не само филмот, туку и
другите медиуми, како воопшто влијаат врз вашето книжевно творештво? Сте размислували ли на оваа тема? Па, секако тоа е неминовно, не може да се одвои. Значи, точно, дипломската беше за Догвил од Ларс фон Триер, тоа е трилогија. Тука најважно е тоа дека филмот веќе престанува да биде само приказна. Дека книжевноста веќе го зема својот замав да се чита на едно друго ниво. Да не се гледа само приказната, туку може да се направи анализата да се направи, толкувањето, чувствата, паузите во филмот, да се гледа нешто што е позади она што обичниот човек не може да го види, а може да го почувствува. Само како емоција во себе да го носи. Така. И полека, ама сигурно, доаѓаме до вашата прва книга. Јас им ја покажам на гледачите таа книга. Керубин во крчмата. Ја објавувате со само 16 години. Навистина, многу рано. И уште нешто, да не ги збуниме гледачите, тука пишува Сладјана Атанасова. Да. Инаку, вие го имате презимето Сладјана Бојановска сега. Да. Инаку на Фејсбук ве има како Сладјана Ведран. Да. Тоа е името на вашиот сопруг. Да, да. И јас ви реков дека може би треба да се задржите како уметничко име. Да, како уметничко звучи. Инаку овде, кога сте објавиле оваа книга, пишува Сладјана Атанасова од Блатец, родена 1988 година, ученичка е во гимназијата Ванчо Прке во Виница, пишува поезија и проза. Керубин во крчмата е нејзината прва книга. Станува збор за поезија, која што вие сте напишале, сте испишале со вашите 16 години, но тука се и вашите раскази. Значи, во вториот дел се представувате со проза. Буквално оваа книга е поделена на два дела и на крајот има еден осврт за книгата Крчмата на Керубин. Инаку, се прочитам само дел од насловите, неколку од песните, неколку од расказите, гледачите да добијат колку толку една представа за што сте пишувале. Значи, во првиот дел, поетскиот дел, имате песни со наслов Вода, Среќа, Смрт, Кривата патека на животот и други, а во расказите, еви од тука ќе издвоиме неколку наслови, Празна крчма, понатаму Убавината на цртежот. Ова е добро, бидејќи ви имате и посебна љубов, пасија кон сликарството. Да. Понатаму наслов Слепиот, Распродажба, Сон, Идеал и други. Ајде нешто за оваа книга, малку да се навратите, да ни кажете сега, со една дистанца, зашто поминало, нели, повеќе време од објавувањето на оваа ваша прва книга. Точно. Керубин во крчмата тогаш за мене беше многу значајно. Ми даде многу сигурност во тоа што го правам, да ме мотивираше да продолжам да го правам, зашто на таа возраст, од мало место, нели, тоа имаше влијание на некоја потврда за мене лично да објавување, да се објави, да стигне до публиката, беше многу значајно и важно, а јас повеќе се радував и му давав значење на самото дело, на книгата, како да постои подвоено од мене, како тоа самото живее и постои. Преживеа ли книгава? Преживеа. Не ме прашав случајно, зашто многумина кои што објавиле своји книги кога биле многу млади, односно вие сте објавиле кога сте биле во средно училиште, меѓутоа некои
објавуваат книги и кога се во основно образование, а има случаи уште од градинка, но потоа многумина од нив се одрекнуваат од тие книги, се откажуваат, се каат, се викаат дека тоа го објавиле прерано, биле премлади, биле некритички настроени кон своите творби и слично, но и обратно, многумина се радосни, се горди што токму со таа возраст, со тие години, дебитирале, односно влегле во литературата и објавиле своја прва книга или имале своја прва изложба или слично. Во тој дел се согласувам, преживеа. Преживеа, добро. Но подоцна со тоа сватив дека не е само инспирација, туку тоа и интуиција, туку тоа потребно е дисциплина, работа и посветеност. Така. Значи, да преведиме, буквално сега кажавте дека не е само тоа што во мигот ќе го видам или ќе го почувствувам или доживеам, да го напишам, да оставам на хартија. Туку постои финализација, доработка и значи малку повеќе работа и малку повеќе истражување и малку повеќе искуство, нели? Но факт е еден дека вие успеавте и доживеавте вашата прва книга Керубин во крчмата да има, односно да добие и аудиоверзија, што е многу интересно и многу необично, но и дел од неја да биде објавен и на странски јазик, поточно на бугарски јазик. Како се случи тоа? Посебно ме интересира за аудиоверзијата. Од каде таа идеја? Зошто аудиоверзија? Да, точно. Керубин во крчмата уште тогаш истата година доби аудиоверзија и со тоа беше потврда дека пишаниот збор може да излезе од својата форма, од таа рамка и читателот да ја прима и преку друг медиум, аудио, не мора да не мора да ја чита, да може и да ја слуша. Така. Точно, преводот, книгата ја однесе во едни други книгата доби нозе и отиде преку граница во соседна Бугарија. На некој начин, каде што ја доживуваат во друга јазична култура, каде што ја доживуваат на друг начин со нивните како да кажам знаења за литературата, за чувствата. Добро, Бугарија е на средина каде што мораме да признаеме се чита и секако за еден млад автор многу е среќно, многу е радосно уште неговата прва книга или дел од неа да биде објавен на странски јазик, односно да биде публикувана во странство. А уште повеќе навистина е прекрасно што сте направиле и аудиоверзија на книгата. И доаѓаме сега до вашата втора книга, тоа е оваа книга, со наслов Луѓе во вакуум. За оваа книга, најверојатно и вие така лично мислите, ама и читателите имаат чувство дека представува одреден пресврт во вашето творештво, според стилот и тематиката. Оваа книга веќе представува едно поосмислено, позаокружено издание со илустрации и овдека се проткајуваат, се преплетуваат поезијата и прозата, но не на оној начин, да речем, механички поделено прв дел поетски, втор дел прозен, туку овдека сукцесивно се менуваат песните со расказите. Па би сакал да ни проговорите нешто за оваа ваша втора книга, бидејќи морам ова посебно да го нагласам, на крајот од книгата вие имате и поговор од Евтим Клетников. Значи, од еден автор, еден зналец, еден човек, кој што и самиот е извореден поет, но е и извореден литературен критичар, односно толкувач и есеист.
И сигурно многу ви значело тоа што Евтим Клетников не само што ја прочитал, туку што и ја оценил, напишал поговор за оваа книга. Па ајде малку се држиме повеќе на вашата втора книга Луѓе во вакуум. Така. Луѓе во вакуум ја пишував почетокот на средно образование можеби, но веќе на факултет ја досредив, ја дообликував. Исто има идеја, нели, со збир да се внесе и од уметноста, делото да комуницира. Прекрасни илустрации има во книгата. Од познати македонски сликари ги пишува, мислам. Да, ја веќе ги прочитам. Илустрациите се од Марија Сотировска, Кристина Хаджиева, Маја Кировска, Ангел Миов и Гоце Енкуловски. Да. Навистина познати автори, познати имена. Да. Делата се засебно од книгата. Книгата веќе има друга структура, исто поезија во проза, веќе тој жарн, стил го применив, се пронајдов таму. Можеби имаат повеќе, самата песна треба да има целина за читателот, да не се мачи што сака да каже авторот во расказите. Сепак има простор за читателот тоа да го доживее или да се сети на некое свое собствено искуство кое го доживел. Така. Критичарот, колегата, писателот и пријателот Евтим Клетников во насловот на текстот вели дека вашите раскази се необични и параболични. Насловот му е Необичните параболични раскази на Сладјана Танасова, а текстот го завршува со една порака. Авторката со чудесна леснотија го открива својот предмет и владее со него. Очигледно е дека станува збор за едно младо, без сомнение талентирано перо, на кое целосно му ја искажуваме нашата доверба и од кое доправо очекуваме уште поголеми и позрели книжевни творби. Да. Сега, ова не го прочитав случајно, бидејќи по втората книга треба да следува и вашата трета книга. Да. И она Евтим што го напишал, ние сега ја очекуваме и вашата трета книга со наслов Син, а книга. Да. Необичен наслов, верувам и дека целата книга е необична. Ајде нешто повеќе за таа ваша трета книга, која што наскоро, односно допрва се очекува да излезе од печат. Третата книга допрва ќе излезе од печат. Таму, значи, освен што таму е само поезија. Така. Има многу значење, исто таму се дадени на секвенци, игривост, техники од литературата. Можеби повеќе внесов... Повеќе експеримент, повеќе истражување. Да, повеќе експеримент, повеќе истражувања. Малку... Но суштината ја задржав. Нели, тоа основното, печатот, мислам дека е доловен. Таа книга ја оставив да отстои малку подолго време и да ја препрочитам, за да видам дали може да биде актуелна и во поодминати, која ќе одминат неколку години, дали уште се чита со истиот. Дали ќе го издржи судот на време. Веднаш да кажам дека многу ми се допаѓа овој наслов, Луѓе во вакуум. Верувам дека многумина често така се чувствуваат, па и јас самиот. Нели? Ние, за жал, често се чувствуваме така дека се наоѓаме во некој празен простор, во некој вакуум. Но ќе ми недостасуваат вашите кратки раскази. Убаво сте ги инкорпорирале во претходните книги. Сега, за жал, ќе ги нема во третата книга, а можеби па четвртата ќе биде само со кратки прози. Значи со short story, поезија во проза, со кратки раскази. Односно, како што кажавте, поезија во проза. И вие имате повеќе настапи и во странство, а ќе ги издвоиме настапите во Тирана и во Украина. Па сакам да ве прашам како различната културна публика
ја доживува вашата поезија, бидејќи нели спомнавме и дека дел од вашата прва книга бил објавен и во Бугарија, на бугарски јазик. Да. Различната културна публика поезијата ја доживува секогаш на свој начин. Секој со своите познавања, со своите сеќавања, така ја интерпретира, но и во тоа е убавината, нели? Така добива една поширока димензија. Но сепак и во таа разлика литературата, поезијата наоѓа свој заеднички јазик. Так. Своја заедничка точка. И сега да не дадеме погрешна информација, пред малку спомнавме дека дел од вашите творби се објавени на бугарски, на украински и на албански, но исто така објавени се и на англиски и на босански. И многу често се вели дека при секој превод оригиналното творештво дека не може оригинално да се пренесе, значи сосема. Но јас сепак би рекол, и нека не е преводот најдобар, најидеален. Битно е да се разбере. Битно е таа творба, поезија или расказ, и кога не е совршено преведена, па дури и со некои помали поситни грешки, битно е читателот да ја разбере основната порака, приказната, суштината и на крај пришата да дознае како се пишува во Македонија, како пишуваат овдешните творци. Инаку, навистина е тешко било кој текст да биде транспониран, да биде пренесен како што е во оригиналот. Тоа не е можно. Не е возможно ни со текстовите и од било кој друг јазик кога се преведуваат. Па сакам да ве прашам и за наградата поетика што ја добивте во Украина. Знам дека многу значат наградите и признанијата и кај нас овде во Македонија, но тогаш кога ќе ги добиете во странство, тие некако двојно и тројно и повеќе кратно значат и зрачат, бидејќи тие лично не мора вас да ве познаваат, ама тие го вреднуваат, го ценуваат вашето творество и јас слободно можам да кажем дека наградите во странство многу често се понепристрасни, односно тие се пообјективни. Како ја доживеавте вие вашата награда поетика во Украина? Баш така, ја доживеав многу значајна, многу важна за мене, затоа што токму тоа го восприемав како пообјективна. Тие пред себе го има англискиот превод. Тогаш наградата беше да се преведе поезијата на англиски, на украински поетика. И секако ми даде потврда на тоа што го правам, да продолжам и голема мотивација. Так. За тоа. Кои мотиви и теми, ние некои наслови од вашите песни и раскази прочитавме, ги кажавме насловите на книгите, но ајде на гледачите да им предочиме, да им појасниме кои се тие главни, примордијални, би рекол, централни мотиви и теми кои што почесто, да не речам постојано, се провлекуваат низ вашето творештво. Без кои теми и мотиви не можете да... Сега се сетив на едно од професорката Катица Килавкова. Добро. Дека поезијата секогаш е на работ. Ниту е чекор во реалноста, парафразирам, ниту во адот. Значи, поетот мора да биде на работ, да остане присутен, да црпи од реалноста, но кај мене токму тоа се појавува мотивот на необјасливото, на нејасното, на духовното, на она што ни е непознато, на суштинските животни прашања. Така некако да го вклопам. Така.
Добро, одговоривте за мотивите, за темите, но да им кажеме на нашите гледачи дека вас ве привлекуваат старословенскиот јазик, исто така и глаголицата. Па како тие ваши интересирања се рефлектираат и во вашите поетски и прозни творби? Да. Како го збогатувате вие вашиот поетски и прозен јазик и преку старословенскиот јазик и преку глаголицата? Да. Да. Старословенскиот јазик и глаголицата за мене не се само историски поими. Така. Значи, тие се жива инспирација. Така. Тој јазик може да се употреби особено во поезијата, да се оживее на некој начин, освен нели глаголицата, старословенскиот јазик со напреднувањето во црковнословенски и таму да живее. Но сега, кога ќе се внесе, пример, да се каже, наместо зборува, да се употреби зборот глаголи, добива повеќе слојност, поголема тежина добива Така. делото. Така. И мене тоа особено ме поттикнува да истражувам и да го внесам тој момент. Исто како што јазикот е жива материја, еве сега со новите технологии, помладите употребуваат нови термини кои што за повозрасните се навистина неразбирливи. Ако се задржи тоа ниво, може да се отиде во друга насока. Јас лично ви препорачувам, ви предлагам да се занимавате и во иднина и потемелно би рекол со старословенскиот јазик и глаголицата, бидејќи тука имате една непрегледна, неизорана нива, едно бескрајно море, би рекол, од можности, бидејќи пред некое време видов мајси со букви од глаголицата. Да, И тоа е само еден сегмент од тоа. Да, како да ме, но многу е убаво да се оживее старословенскиот јазик и повторно да си го најде своето место во поезијата, во прозата. Да остане, зашто книжевноста. сега пак ќе остане само како устен јазик, зашто старословенскиот јазик прво бил устен, па подоцна нели со Кирил и Методи го добива писмото, глаголицата, за подоцна Свети Климент Охридски да го поедностави за народот и да се роди кирилицата. Така. И еве да го продолжиме ние нашето вечерашно глаголење. Вие бевте координатор на повеќе поетски читања и работилници. Па сакам да ве прашам, колку е важна, колку е битна организацијата и поддршката што им се дава на младите автори. Какво е вашето искуство на овој план со креативните работилници, односно како тие влијаат врз откривањето, врз едукацијата, врз таа севкупна анимација и врз развојот на нови творци? Можат ли да се откријат и на овој начин новите и млади творци, кои што нестрпливо, љубопитно чека да влезат во светот на книжевноста, на литературата, односно да влезат меѓу кориците на книгите, бидејќи лесно е да се говори од позиција на веќе афирмиран, етаблиран автор. Ама сите ние да се сетиме како сме почнале, како ни било кога сме биле млади автори, кога никој не знаел, никој не познавал, сме немале финансиски можности, сме пишувале песни и раскази во тетратките и одвај сме чекале тие да бидат пречукани, тогаш на машина за пишување, сега нели компјутерски, но да бидат објавени во книга, да го видат светлото на денот и она што го рековме, дури тогаш, кога ќе го добијат својот читател, својот консумент, тие тогаш стануваат дело, тогаш се појавнуваат, тогаш стануваат вистинска
литературна, односно книжевна творба. Да, да. Креативните работилници се многу важни за младите и треба многу често тоа да се применува, да се прават едноставно, затоа што на помладите многу е важно во почетокот поддршката и вербата во нив. Тие што го имаат како талент, што сакаат да пишуваат. А за разлика може и да се пријават оние кои што не пишуваат, но кај нив да се поттикне, да се мотивираат и да добијат како некоја потврда. Да, има и млади луѓе кои што можеби не се доволно охрабрени, не би рекол не се доволно свесни дека се таленти. Но можеби малку повеќе им треба сега читање, малку повеќе пишување, можеби немале компетентни наставници заинтересирани да ги мотивираат, да ги анимираат да учествуваат на надпревари, на јавни настапи и слично, и така си останале некако на маргините. На маргините можело да се роди нешто многу важно. Сега кога спомнавте таленти, се сетив на Сдруженијето таленти кога бев на креативна работилница во Струмица, работевме со деца со посебни потреби и тие сите беа толку се чувствуваа толку убаво дека направија нешто, создадоа нешто, без разлика нели дали тоа ќе биде кратко, во која форма ќе биде, без никакво оценување, буквално експериментирање, ама некој ќе се доживее и ќе... Да, ама направиле нешто, постигнале нешто. Да, направиле нешто, создале нешто... Создале нешто денес, што не го создале вчера. Значи, не направиле во минатото, ама го направиле сега, во сегашност. Да, го живеале. Вие се занимавате со книжевност, а хонорарно сте ангажирани и како преведувач и новинар. Како ги спојувате книжевноста, преводот и новинарството? Или, подиректно да ве прашам, што ви значи повеќе, односно најмногу, и каде се чувствувате најдобро? Знам дека ќе кажете секаде помалку, ама... И новинарството, и преводот, и книжевноста, сите се поврзани со јазикот. Значи, тоа е поврзан. Разликата е, во книжевноста се наоѓам на свој простор, можам да експериментирам, да дадам, да измислувам непостојани светови кои не постојат, целосна слобода, јазична, буквално. Додека во преводот мора да се почитува туѓото. Оригиналот. Не смее да се можеби некојаш премногу да не се излегува од тие рамки. Да не се излегува, можеби некојаш кога преведуваме некоја песна од друг јазик, некој збор не ни се допаѓа, но не смееме да го смениме. Тој останува. Тоа е од авторот. Да, не смееме да интервенираме, мора да биде точен преводот. Значи, ве разбрав, најслободни сте во книжевноста, а сепак со колку толку врзани раце сте во преводот. Да, во новинарството. И во новинарството. Не можете да измислувате. Може денеска и тоа. Во новинарството мора реалноста да се представи. Мора да биде она што случува во моментот и јазикот да ја кажува реалноста, да не се фантазира, да не се измислува. Сега, бидејќи полека дојдовме до самиот крај на емисијата, сакам да ве прашам, Сладјана Бојановска, што работи во овој миг? Со што сте преокупирани? Што преведувате, што пишувате како новинар, што како писател? Го живеете ли овој актуелен миг книжевно? Бидејќи времето лета, времето брзо минува и треба нешто да остане, нешто да се просе зад ова секојдневно будење и заспивање. Да, запишувањето секогаш се наоѓа време, зашто тоа мора да се запише во мигот, тоа може да ме разбуди и да се запише. Значи секогаш треба Кога пишувате? Авторот да биде подготвен. Денски или ноќе? Ноќе. Нема Добро, ама писателите често се ноќни птици. Да, но нема кога... Кога другите ќе заспијат, тие дежурат, тие се сами со себе. Да, буквално како спорт, можеш да ослабиш, да се набилдеш, но со други мускули.
Да. со книжевноста. Бидејќи полека доаѓаме до самиот крај на емисијата, еве ќе ве замолам на крајот во оваа наша тетрадка на гости, на учесници, да ни напишете нешто, односно една порака, еве со еден од овие фломастери, одберете. Опа, црвениот, добро. Обично припадничките на понежниот пол ја избираат црвената боја. Не знам зашо е тоа така. Не, навикнале затоа што става црвен кармин. Тоа е боја веот на љубовта. Еве овде да ни напишете на една... љубовта и на смртта. Па не толку на смртта, е повеќе црната. Значи овдека една ваша мисла, една болката, една ваша порака, како мото, како стих, како сентенца, и ќе ни се подпишете. Подобро прав отколку пепел. Убава порака. Да живее нешто што допрва ќе се роди. Интересна порака. Значи, ајде уште еднаш да ја прочитајте ја. Значи, подобро прав отколку пепел, да живее нешто што допрва ќе се роди. Добро, подпишете се тука. И на крајот од емисијата јас со сите наши соговорници, учесници и со рака се поздравувам, се ракувам, им честитам за досегашниот ангажман, за досегашниот труд, за постигнатото, но од сите нив, па и од вас лично, очекувам нови книги. Еве, вие ја најавивте книгата Син, а книга, необичен наслов на вистина, но не само книги. Вие сте и преведувач, значи не само авторски книги, туку и ваши преводи, па и ваши новинарски текстови, бидејќи вие се занимавате истовремено и со литература, значи како писател, но работите хонорарно и како преведувач, но и како новинар. Верувам дека ви беше пријатно вечерва во нашево студио, па кога ќе објавите уште некоја книга и кога ќе добиете уште некој признание или награда, знајте дека оваа наша емисија е отворена за вас и за сите други творци. Слободно ќе дојдете и ќе бидете наш гостин и повторно ќе зборуваме за убави нешта, односно за творештвото, за литературата, за уметноста, за културата, бидејќи без неа, без духовноста, се е друго ефемерно и ние сме многу сиромашни и едноставно се друго е гол живот, односно преживување. Ви благодарам.